Благодарам, председателя. Би сакал на господјата Поповска да ја реплицирам во насока да дадем одговор на дилемите кои што ги постави и за неј за лично, но и за граѓаните. Должни сме да го објасниме. Господја Поповска, верувајте дека оваа одлука не се носи случајно. Направени се сериозни анализи и консултации и оваа одлука е токму во насока на воспоставување на стабилност во државата, она што и граѓаните го бараат. Но не го бараат само граѓаните, туку го бараат и многу посериозни фактори надвор од Република Македонија, имајќи во предвид со какви предизвици ќе се соочуваме следната година, а поврзани со мигрантската криза. Затоа, верувајте дека оваа одлука е одлука која што треба да донесе стабилност, која што треба да донесе окончување на политичката криза, а ние сме волни и се надеваме дека оној дел од опозицијата кој што досега беше на некој начин дестабилизирачки фактор, ќе прифати и ќе научи дека мора да биде составен дел од политичкото живење и се надеваме дека тие финално ќе одлучат да учествуваат во овие процеси, заради тоа што тоа е добро за граѓаните на Република Македонија и добро е за државата. Околу медиумите би сакал да ви посочам дека со измените на изборниот законник ние комплетно го регулиравме периодот од распуштање на парламентот до одржување на избори, со сите прифатени забелешки онака како што опозицијата ги бараше. Значи има гаранција дека на медиумите ќе има адекватна застапеност на сите политички партии, ќе имаат пристап и гаранција како на јавниот државен сервис, така и на приватните телевизии. Значи постојат тие законски гаранции, тие се согласени со опозицијата и беа прифатливи за меѓународната заедница. Сето она што ќе значи подобрување на медиумската клима во државата, а го има како искуство во било која европска држава, ние сме спремни да го ставиме на маса, да го разговараме, па дури и да го имплементираме, во тоа ве уверувам. Но мора да биде во рамки на искуствата кои што постојат во Европската Унија. Околу дилемата што ја поставивте за мобилни телефони, што така ќе ви потенцирам, добро е и вие да знаете, и граѓаните да знаат, дека тоа е кривично дело. Тоа е кривично дело. И секој едно што ќе се фати во таква ситуација, ќе одговара по кривичниот законник на Република Македонија. И последно, околу правото на глас. Значи, дај да ја расчистиме таа дилема. Право на глас се добива врз база на Устав, а Уставот гарантира право на глас на сите државјани на Република Македонија. Постои еден регистар на државјани на Република Македонија кој што го води Министерството за внатрешни работи. Во тој регистар на државјани на Република Македонија не се ни 1.800.000, ни 1.900.000, ни 2 милиони, туку нешто над 2,4 милиони државјани на Република Македонија. Избирачкиот список се прави врз основа на тој список. Затоа дилемата која што се појавува и која што е релевантна, е не велам не избунувачка за многу граѓани, па дури и за вас, е непотребна заради тоа што основ за право на глас е државјанство. И последно, нашиот апел до сите представници на меѓународната заедница е да го триплираат бројот на наблюдувачи кои што ќе бидат присутни на овие избори. И ОБСЕ, и ОДИХР, и Европска Унија, да го триплираат бројот. Благодарам, председател.